Джим, требаш да ме послушаш, ти реков, треба да бидеш подготвен. Не можеш да ги правиш овие активности без заштита. Те знам, дури и шутирањето на топка е опасно за тебе. Кога и двајцата се подготвени, согласни и има добра комуникација за заштита, сексот може и треба да биде добро чувство, и физички и емоционално. Но сексот може да донеси и загриженост. Незаштитен секс може да доведе до непланирана бременост или СПБ, вклучително и ХИВ. Понекогаш луѓето не користат заштита. Може би користеле дрога или пиеле и не размислувале за тоа. Понекогаш луѓето кои користат контрацепција прават грешка и таа не делува правилно. Може би лицето било сексуално нападнато. Има некои работи што човек може да ги направи откако имал секс и не користел заштита, или заштитата не функционирала. Итната контрацепција се нарекува и пилула утрото потоа, план Б или ЕЛА. Тоа е пилула што може да ја набавите во клиника за планирање семејство или да ја купите во аптека или во драгстор. Итната контрацепција може да помогне да се спречи бременост доколку се земе до 5 дена по незаштитен секс или неуспех на контрацепцијата. Колку побрзо се земе, толку подобро делува. Друга опција е лекарот да може да вметне спирала по незаштитен секс за да помогне во спречување на несакана бременост, но ниту една не ги спречува СПБ и ХИВ. ППИ или профилакса после изложеност е лек кој може да се користи во итен случај ако некое лице било изложено на ХИВ. ППИ мора да се започне во рок од 72 часа по незаштитениот секс. ППИ може да биде тешко да се добие, но би требало да биде достапен кај вашиот лекар, во клиника за планирање семејство или во собата за итни случаи во болница. Ако менструацијата ви доцне повеќе од една недела и сте имале секс без заштита, може да направите домашен тест за бременост. Ако тестот е позитивен, важно е да разговарате со вашиот партнер и или возрасно лице од доверба во вашиот живот, бидејќи треба да се донесат големи одлуки. Ако тестот е негативен, исто така е важно да разговарате со вашиот партнер за да се избегне оваа ситуација повторно. Одењето во клиника за планирање семејство може да ви помогне вам и на вашиот партнер за некои можни следни чекори. Само погрижете се да одите во клиника во која работат медицински сестри и доктори, бидејќи некои клиники кои промовираат бесплатни тестови за бременост и консултации не ви зборуваат искрено за сите ваши опции. Користењето контрацепција и кондоми секогаш кога имате секс е најдобриот начин за превенција на непланирана бременост и СПБ, вклучително и ХИВ. Беше ужасно, ти велам. Топките летаа насекаде. Никогаш повеќе нема да одам таму. Не заборавај да ме посетиш на amaze.org или на мојот YouTube канал за повеќе. Чао!